Почитувани граѓани, почитувани медиуми, додека мафијата на власт се богати и стекнува имоти во странство, народот во Република Македонија тоне во сиромаштија. Зоран Заев, како премиер на Република Македонија, со денови го избегнува скандалот за кој пишуваа странски медиуми дека Заеви, нивни блиски луѓе до семејството, стекнале ексклузивен имот на Халкидики во Грција. Дали кланот Заеви метастазира до степен да го зафати целиот регион? Македонија поради Заев станува предмет на регионална обсервација за тоа како земјоделското семејство Заеви за толку кратко време станало толку богато за да може да поседува луксузни имоти и вили во странски држави. И македонската јавност и регионалната јавност отворено прашуваат уште колку имоти имаат Заеви надвор од Република Македонија во време кога земјата е една од најсиромашните земји во Европа и на континентот и на врвот по корупција во Европа. Додека над 40.000 лица останаа без работа, приближно толку деца не можат да ја следат наставата, бидејќи нормално немаат основни услови, IT уреди да им обезбедат родителите, заради сиромаштија, медиумите известуваат за луксузни хациенди покрај море со базени кои народот може да ги види само на телевизија и на филмови. Додека вредните лозари добиваат мизерни 2 денари за килограм откупено грозје, заработка со која не можат ни да ги покријат основните трошоци за живот, некој стекнал толкаво милионско богатство со кое купува имоти и луксузни добра за своето семејство, во случајов премиерот Заев. Ова е вистинското лице на Република Македонија. На една страна е мафијата на власт, на друга страна е сиромашниот народ. Старите велат: ситиот не го верува гладниот. Затоа имаме власт која што не ги разбира потребите на граѓаните кои бараат достоинствен живот, па мислат дека со фрлање на трошки кон граѓаните ќе купат социјален мир, дури додека некој друг од власта товари милиони во своите джебови. Македонија забрзан оди кон економски колапс, дури хациенди никнуваат во Грција или кој знае каде на друго место во Европа и светот. Затоа можеби ќе дознаеме во иднина. Јавноста мора да добие одговори кој ги поседува овие вили, кои странските странските медиуми ги поврзуваат со Заеви, како се стекнати овие вили, колку чинат овие луксузни вили и од каде се стекнати парите за ваквото луксузирање и купување на вакви хациенди. Почитувани, мафијата во Република Македонија за жал го осиромашува народот. Тоа е тажната вистина за Македонија. Благодарам. Дали има прашања поврзани со оваа тема или надвор од темата? На темата, вие, повелете. мислам, во кампањата пред изборите предлагавте закон за потекло на имотот. Апсолутно. Дали со ова законско решение би можело да се испита потеклото на имотот на функционерите? Да, токму тоа беше поентата на нашиот предлог кој што се надеваме дека ќе се реализира во Република Македонија како наша иницијатива, од едноставна причина затоа што и нашето барање потекло на имот за политичарите, за сегашните, актуелните, но и предходните од осамостојувањето на Македонија па до денес, но и останати категории на функционери кои што се плаќани од парите на граѓаните, но и нивните семејства, не само тие самите функционери, се со цел да се испита од каде им е стекнат имотот, дали имаат стекнато имот на нелегален начин или сето она кое што го имаат стекнато им е стекнато на законски начин. Едно такво проветрување и прочистување ќе може да значи да се дознае кој функционер на кој начин ги стекнал парите, дали е виновен затоа што Македонија отишла на некој начин во загуба заради него и нормално после тоа да одговара за истите тие постапки доколку е виновен. Дали ќе поднесете вакво законско решение во парламентот? Да, веќе го имаме тоа изјавено, ќе поднесеме. Благодарам.